Добар ден, почитувани, започува уште една нова телма амбуланта. Познато е дека работниот столб е клучен за исправениот став, но често тој е подложен на разни деформитети, односно искривувања кои што можат да го опфатат целиот ребет или пак само некои негови делови. Дали постои можност да се коригираат неправилностите на работниот столб откако растењето ќе заврши? Помагаат ли вежбите, физичката активност, движењето во превенирањето, но и ублажувањето на деформитетите на ребетот? Оние кои што нема да успеат во детството да го решат ваквиот проблем и потоа во староста ќе се соочат со некаков деформитет на ребето, дали се поподложни на болести, како што е, например, дискус хернијата? На сите овие прашања одговор ќе побараме од гостинката која што со мене во студиото, почитуваната примариус доктор Иванка Стефановска, ортопед во Ремедика. Добре ни дојдовте во студиото на Телма. Благодарам, добре ве најдов и секако поздрав до гледачите на емисијата. Доктор Стефановска, се почесто децата имаат проблем со искривување на работниот столб. На која возраст обично тие се јавуваат? Има ли некој критичен период? Да, има апсолутно критичен период. Критичниот период е периодот на пубертетот, односно забрзаниот пик на растење во предпубертетската и пубертетската возраст, кога не можеме едноставно да имаме потполна контрола со која динамика ќе расте детето. Има деца кои што за многу куст период многу ќе се извишат, има деца кај што тоа оди постепено. И главно тоа е периодот кога најчесто се забележуваат деформитетите на работниот столб кај дечињата. Сега, особено во последните години, а особено откако сме во период на корона, кога се децата се помалку активни, нели, заради изолација, заради водење сметка да не се заразат од вирусот, има многу голема неактивност кај децата. Тоа е она што веќе сосема конкретно го забележуваме во секојдневната работа и имам впечаток дека едноставно имаме еден бум на деформитети покрај она што е класично сколиоза или кифоза на работниот столб, дури и бум на проблеми со вратот, кои што се должат на предпоставеноста на главата за мобилни телефони. Во рака и мобилен телефон, од една таблет. страна, од друга страна скоро никаква активност, бидејќи сите активности кои што се као спортски активности нели беа редуцирани заради проблемот со короната, училишните активности често пати онлайн, значи во принцип децата многу малку беа активни и тоа секако придонесува за зголемен број на случаи со проблеми на работниот столб. Се случува ли децата да имаат проблем со работниот столб и порано во животот, во раното детство, пред пубертетот? Така е, постојат одредени состојби, вродени конгенитални состојби на работниот столб, кога имаме недоразвиеност на одредени пршлени, аномалии на одредени пршлени, што понатаму придонесува за појава на деформитет на работниот столб. Меѓутоа, сепак тие се сразмерно многу помалку присутни од она што се идиопатски, што велиме, сколиози, односно промени на работниот столб кои што се јавуваат во текот на растењето. А може ли да ни се јави некаков деформитет на работниот столб и подоцна во животот, откако ќе заврши растот? Така е, се јавува апсолутно. Може да се јави од повеќе причини. Мислам да не набројуваме почнувајќи од одредени туморозни состојби кои што даваат искривување нели на работниот столб, па до класична остеопороза која што дава исто така искривеност на работниот столб. Значи, со други зборови, рбетот претрпува многу промени во текот на животот и заради тоа треба да се следи и да се реагира навреме за да некои работи се превенираат навреме, за да биде квалитетот на живење што подобар, се разбира. Доктор, бременоста, дали е ризичен период за работниот столб, кога тежината нагло се зголемува? Точно така. Значи, бременоста е ризична од повеќе причини. Една причина е зголемувањето на тежината и влечењето на зголемениот стомак нели кон напред, па автоматски поголемо оптоварување на работниот столб. Меѓутоа, исто така, во текот на бременоста доаѓа до подготовка на телото на трудницата за раѓање. Тоа се хормонски промени кои што доведуваат до определена разлабавеност, поголема еластичност на лигаментарните структури, за да може нели породувањето да оди што полесно.
сега природата не предвидела, не знае дека има и царски рез, нели? Па секоја трудница се подготвува на истиот за начин, природно така. породување, односно ги претрпува тие промени. И во случај да станува збор, да речеме, за жена која што не била многу физички активна, чии што тонус на мускули не е оптимален, апсолутно може да дојде до појава на болки, особено во последниот период од бременоста. Понекогаш со целата тежина се подпираме само на едната нога при стоење. Може ли тоа да ни создаде проблем? Па на веќе возрастна особа не толку. Меѓутоа, децата во раст, особено девојчињата, кога нагло израснуваат, бидејќи тие се и некако поподложни на појава на овај деформитет на рбетен столб, неправилната позиција на стоењето придонесува за побрз развиток на деформитет на рбетниот столб. Така како треба да се треба стои? да се стои нормално, на двете нозе подеднакво. А кај возрастните, таа навика се наследува од младоста и така стоиме. Возрастните и повеќе можат свесно да го контролираат тоа, меѓутоа и таму не е препорачливо така да се стои. Иако појава на деформитет не би рекла дека може да јави таквата позиција на стоење. Многу млади имаат лошо држење на телото, подгрбавени се. Значи ли тоа дека има деформитет на рбетот? Не, не секогаш. Значи има една состојба која што е лош хабитус, лошо држење на телото, кај што очигледно доаѓа до израз недоволно развиената мускулатура околу рбетниот столб и воопшто на торзото на телото, стомашна мускулатура и така натаму. И конкретен деформитет на рбетниот столб, кај што веќе имаме промени и на скелетот. Така да тоа се две различни состојби. Иако морам да кажам дека првата, значи лошото држење на телото, многу често придонесува да се развие и деформитет на рбетниот столб. Значи, како последица на тоа може да има некој искривување на рбетот, на време, а лесно се коригира тоа, можеме лошото држење на телото самите да издействуваме да се поправи тоа, без вежби? Не. Без вежби, значи, лошото држење на телото особено ќе речеме исправи се. Да. Па тоа родителите често го велат кога ќе дојдат децата на преглед, ајде исправи се, демек. Детето ќе се исправи во тој момент. Меѓутоа треба да има доволно силен тонус на мускулите кои што ќе ја држи таа положба. Свесноста трае до следната активност, потоа пак се завзема положбата која што е природна, нели, за него. Единствен начин да се коригира држењето на телото е апсолутно редовно вежбање, редовна активност. И често пати, кога ќе прашаат каква активност, активноста треба да го опфати торзото на телото. Треба да ги активира мускулите на стомакот, на грбот, на половината. Значи, она што представува мускулен појас за рбетниот столб. Тој го држи во исправена, односно правилна положба рбетниот столб. Што значи тоа кај дете, каква активност е? Па, например, гимнастика, пливање, потоа овие источнашките спортови како карате, тие ангажираат цело тело. Јога, исто така има јога и за деца. Да речеме фудбал. Фудбал е окей, меѓутоа фудбал многу малку ангажира горниот дел од мускулатурата. Значи тука треба да се размислува со тоа што тука би забележала дека тенисот е малку трики, што би рекла. Бидејќи само едната рака? Едната рака доминира и често пати тоа може да направи проблем. Значи тој во секој случај треба да се комбинира со активни вежби, склекови вежби за грб, за да имаме баланс на делување на силите, да не дозволиме само една страна да биде активна, другата да ја баталиме. А ние како возрастни, доколку имаме лошо држење на телото, без присутен деформитет на рбетот, истите овие вежби да ги практикуваме? Ние мораме да вежбаме, особено возрастните. Знаете зошто? Затоа што додека сте млади, имате природно малку позголемен тонус на мускулите, меѓутоа со годините, нели, ако погледнете возрастна особа, гледате дека има една подгрбавеност, една опуштеност на стомакот, дури подклекнување во колената. Значи, како да не влече гравитацијата надолу, нели? Тука само мускул помага, ништо друго. Дури и претерано носење на помагала, како појаси и така натаму, освен во оние моменти кога е тоа неопходно, односно препорачано,
значи олабавување на мускулите. Само активна вежба може да ни го задржи тонусот и доброто држење на телото, а тоа автоматски значи дека и сите органи, нели, бели дробови, стомашни органи, се во пооптимална состојба. А каква треба да биде училишната чанта за да не создаде проблем со рбетот кај детето? Училишната чанта треба да биде да не надминува, нели, одреден процент од тежината на телото, значи никако не да биде толкава колку што се вообичаено нашите училишни чанти. И ние како ортопеди многу долго алармираме дека треба да се води сметка, дека треба да се прави план кои учебници и помагала децата да ги носат, а не баш све да се носи секој ден во училишната чанта. Меѓутоа, некако не наидуваме многу тука на успешна соработка. Затоа е можеби умно да се земаат оние чанти кои што се влечат за да нема поголем товар на рбетот и секако детето да се активира. И тука велат, повторно има проблем бидејќи само со една рака влечат обично голем товар. Точно, меѓутоа сепак помалку отколку да биде на грбот. Така, на грбот да биде товарот, тоа е една работа, втора работа, повторно децата мора да бидат активни во тој училишен период кога најмногу растат и практично ја оформуваат својата конечна градба. Но тие со часови седат на столче. Така е. Сега има ли некаков правилен начин на седење за да можат да се ублажат овие проблеми, да не настане деформитет на рбетот? Во принцип тоа се нели ергономските столчиња кои што даваат потпора таму кај што треба за да може телото да биде релаксирано, а сепак да не завзема лоша положба. И тоа е проблем со нашите училишта, нели знаеме дека изборот на клупи, на столчиња и така натаму е тоа што е. Многу тука не може да се промени, за жал. Тоа е нашата, мислам, тоа е моќта на нашата држава, толку можеме. Меѓутоа, родителите, повторно кажувам, треба да ги активираат децата. Друго чаре немаат, што би рекле старите. Тоа е тоа. Значи, начин на седење, двете нозе спуштени и слично, немаат ефект доколку сето тоа нема ефект доколку не постои физичка активност. Тоа е до првото закачање, до првиот муабет со другарчето и така натаму, и после тоа си завзема тоа што му е нормална положба. Велате дека дебелината исто така има улога во деформитетите, појавата на деформитети на рабетниот столб, а се повеќе деца како во светот, така и кај нас се соочуваат со проблем со прекумерна тежина. Како пак сега дебелината е поврзана со деформитет на рбет? Дебелината е многу голем проблем на детската популација генерално и како што веќе реков, особено во последните години, бидејќи активностите на децата се многу намалени. Стандардот на живење, нели, налага одреден тип на исхрана која што можеби не е секогаш многу квалитетна. Меѓутоа, зголемената телесна тежина значи товар за рбетот. Значи, као да си земете ранец со одредена тежина и си го носите цело време со вас. Тоа е една работа. Втора работа, таложењето на масното ткиво околу стомакот повторно дава оптоварување на рбетот, бидејќи за да не одите под наведна, несвесно, тежиштето го поместувате позади и го оптоварувате, особено половинскиот дел на рбетниот столб. Така што од тие причини е дебелината проблем. Тука мора да се води сметка да децата имаат горе-долу правилна исхрана колку што може и редовни активности. Редовните активности очигледно се клучни, но што доколку во семејството мајката или таткото имат некаков деформитет на рбетот, може ли нивните деца да го наследат овој проблем? Се наследува ли, има ли наследна компонента? Склоноста кон појава на деформитет на рбетниот столб од типот на, да речеме, зголемена еластичност на сврзното ткиво што води до рамни стапала, до појава на сколиоза, тоа е тоа што се наследува. Меѓутоа, тоа не значи дека со сигурност детето ќе има појава на деформитет. Повторно многу значи каков живот ќе има, односно какви активности во животот ќе има, кои што исто така детерминираат во кој правец ќе се развие рбетниот столб. Значи, склоноста може да се наследи, меѓутоа не е дефинитивно сигурно дека ќе има деформитет. Ама па од друга страна е причина да се води сметка, да се провери на време.
А што е со децата кои што со стапалата газат навнатре или пак на надвор? Може ли тоа да доведе до некаков проблем со ребетот? Вообичаено, увртувањето на стапалата кон натре или кон надвор е честопати поврзано со позицијата на спиење на детето. На каков начин? На стомак. На стомак? Да. Тоа е апсолутно положба која што не се препорачува. Не се препорачува од повеќе аспекти. Значи, нашиот рбетен столб има нормални кривини. Вдлабнатост на вратот, испакнатост во градниот дел, повторно вдлабнатост во половината. И тие кривини така треба да бидат поставени за да може товарот што го поднесува рбетниот столб рамномерно да се распредели на сите делови на рбетот. Со спиењето на стомак имате една принудна исправеност, едно принудно истегање на рбетот. Значи, ги на некој начин анулирате тие нормални кривини. И во тој случај, тие деца одат со премногу исправен рбет, а премногу исправен рбет исто така е подложен на искривување и со увртување на нозете навнатре вообичаено, затоа што кога спиете на стомак, стапалата треба да ви бидат негде или на надвор или навнатре. Не можете нормална положба да имате на стапалата. И заради тоа одат со увртување на нозете кон внатре или кон Ова е добро да се знае, но и возрастни спијат на таков начин и кај нив е исто во проблем. Ето, возрастните се возрастни кои ќе почувствуваат некаква тегоба, они ќе си се наместат, меѓутоа за дечињата е особено важно да нема, барем да нема континуирано спиење на стомак. И доколку спијат на стомак, тогаш барем да положбата на седење биде со вкрстени нозе. Бидејќи тоа е уште еден проблем. Понекогаш соноџињата седат како буквата W, вака ги врта, така? Да. Меѓутоа треба да седат со прекрстени нозе за да на некој начин го коригираат тоа што се случува во текот на ноќта. Турско седење, што би се рекло. Ете така. А ако седат како буквата W, во тој случај им се криват обично ноџињата. Им се криват и стапалата и колената и тука особено е важно турското седење. Ребетот би настрадал во тој случај? Не, само на ноџињата. Но овој деформитет се решава со турско седење? Со турско седење, меѓутоа треба, знаете што долго оди процесот на корекција, значи основно е да не се случи, значи на време да се превенира, или ако се случи барем да се компензира на некој начин со начинот на седење. А децата смеат ли да спијат на перница? Смеат ако сакаат. После година дена, ако бараат перница, можат. Меѓутоа можат да спијат слободно и без перница. Не е тоа неопходно. Да ги погледнеме преку фотографија, илустративно најчестите деформитети на рбетот и вие да ни појасните кога и зошто се јавуваат. Тука ќе можеме да ја погледнеме првата слика. Што е докторке сколиоза, што е кифоза, што е лордоза, сме ги слушнале тие термини, но сепак не ни е сосема јасно. Ете, првата слика од лево надесно, нели, е сколиоза. Гледате дека рбетот е искривен како буквата С. И тоа е сколиоза, значи имате асиметрија на рамениците, асиметрија на лопатките од позади и асиметрија на браздите, вклапнувањата на струкот. Вториот рбет е сосема окей во профил, меѓутоа веќе тој до него има кифоза. Гледате дека има грбка. Подгрбавеност. И таа е редовно придружна состојба на процесот на старење, особено кај пациентите кои што имаат остеопороза. Четвртата позиција покажува лордоза, значи преголема вдлабнатост на рбетот во половината, гледате, а со тоа и истуреност на стомакот, што исто така не е поволна состојба, како што не е поволна ни последната состојба, иако изгледа како пушка прав рбетот, меѓутоа тоа не е нормална позиција на рбетот. Точно ли е дека сколиозата, оној проблем што го гледаме како прв пример, искривување на рбетот во форма на буквата С, почесто се јавува кај девојчиња отколку кај момчиња? Да. Од повеќе причини. Прво заради тоа што имаат многу побрз раст во височина девојчињата во пубертетот. Значи тие имаат баш брзи пикови на раст. И тука, нели, ако нема доволна потпора рбетот, може да дојде до искривување. Тоа е една работа. Втора работа, генерално девојчињата имаат полабави лигаментарни структури заради тоа што се, нели, идни мајки. Така да, тоа е исто причина да може полесно да дојде до појава на искривување на рбетниот столб. А кај момчињата што се јавува почесто? Кифоза.
Тоа беше подгрбавувањето. Да, исто така може да се и може и сколиоза апсолутно, меѓутоа кифозата е почеста, иако тие заради градбата на телото која што има априори поголема мускулна маса отколку кај девојчињата, се малку помалку зафатени отколку девојчињата. А споменавте дека и кај возрастните може да се појави кифоза како последица на остеопорозата. На која возраст обично се јавуваат првите симптоми, бидејќи некои велат како да ми се намалува висината, како што стареат. Да, тоа е знакот. Да, тоа може да биде знак на остеопороза, меѓутоа генерално староста води, знаете, до дехидрираност и на дискусите кои што се помеѓу пршлените, така што и тие малку се сплескуваат, тоа е една причина. А остеопорозата пак придонесува самиот пршлен малку да ја намалува својата висина, односно да настапи дури скршеница која што не мора да биде видлива веднаш, ќе биде пројавена како некоја болка во рбетот, па по некој време ќе се види дека пршленот во суштина е изгубил својата нормална височина. Инаку остеопорозата е пред се придружба на менопаузата. Значи, после кај жените се јавува во менопауза најмногу, најчесто, и тогаш е падот на коскената маса најизразен. Иако, за жал, можам да кажам дека сега имаме се почесто и помлади особи со недоволна минерална густина на коските. Дали тоа се должи на начинот на живење, на недоволната активност, на диети и така натаму, нели, повеќе причини се тука присутни. И секако не треба да заборавиме дека остеопороза се јавува и кај машките особи. Ако имаат жените менопауза, мажите имаат андропауза, која исто така го засега скелетот. Така што проверката на коскено-минералната густина треба да биде дел од, да речам, систематските прегледи. Значи, од време на време треба да се провери до каде особата со својата минерална густина, особено ако станува збор за личности кои што имаат и некои придружни заболувања кои што бараат редовна хронична терапија, која што пак од друга страна делува на скелетот, односно на градбата на коската. Тука ќе пуштиме еден блок реклами, ќе направиме една кратка пауза, а потоа продолжуваме со денешната емисија. Во вториот дел од емисијата, почитувани, ќе имате можност и вие да се вклучите со ваши прашања. Останете на Телма. Со примариус доктор Иванка Стефановска, ортопед во Ремедика, денеска зборуваме за деформитетите на рбетниот столб кај децата, но и кај возрастните, зошто овој проблем се решава додека е растот активен и е многу потешко да се направи некаква промена откако растот ќе заврши, односно тоа е многу потешко кај возрастните. Од овој момент ќе можете да се вклучите во емисијата на телефонскиот број 3076 677. Добре дојдени се вашите прашања како дел од градењето на концептот на денешната Телма амбуланта. Докторке, како родителите може да забележат дека нивното дете има проблем со рбетниот столб? Видливо ли е вака? На прв поглед може да свата дека има некаков проблем? Најчесто да, затоа што тоа се прикажува како една асиметричност. Значи, не еднаква височина на рамениците, што е покажано и на првата слика, нели? Нееднаква височина на рамениците, нееднаква вдлабнатост на струкот, на вдлабнува, значи имате асиметричност, едната страна е повдлабната. Потоа појава која ќе се наведне на грбка, на едната половина од градниот кош е повисока отколку другата, значи тоа се знаци на Значи треба се внимава и на ребрата, така? Да, особено позади. Да, и однапред, да не има асиметрична поставеност на градниот кош. Може градната коска да излезе нанапред или пак може, да се меѓутоа тоа не значи дека е сколиоза во прашање. Не мора, може да значи, меѓутоа не секогаш. Она што е битно е да се прават проверките. Сега проблемот е што сколиозата е честа кај девојчињата. Најчесто се јавува во пубертет, кога и другите секундарни карактеристики кај девојчињата почнуваат да се изразуваат и тие се срамежливи, не дозволуваат никој да ги види, да ги прегледа. И тука се губи многу време, затоа што нели мајките вообичаено велат не дава веќе да ја бањам, не ми дозволува да влезам
во просторија додека се облекува и заради тоа потешко оди откривањето на тој проблем. Меѓутоа, редовните прегледи, ортопедски прегледи, во суштина затоа и се прават. Систематските. За да се забележи промена на рбетниот столб. Инаку, може да помине сколиозата и незабележано доколку е дупла. Што тоа значи? Тоа значи ако имате во градниот дел искривување на една страна, во половинскиот дел на друга страна. И тие се компензираат и кога ќе го погледнете детето, ви изгледа асиметрично. Меѓутоа рбетот е во суштина искривен. На сваќате. Така да тогаш е веќе малку потешко родителот да ја забележи. И токму затоа систематските прегледи и редовните ортопедски контроли се начин да навреме се забележи нешто. Значи ние при прегледот правиме преглед во кој што ја констатираме состојбата клинички, како што велиме ние, и доколку имаме потреба правиме и снимка на рбетниот столб. Тоа се вика панорама на рбетен столб, кај што практично се прикажува целиот рбетен столб и точно можете да видите дали има или нема искривување и колкав е аголот на искривувањето, што ни е многу значаен во терапевскиот пристап понатаму како ќе продолжиме со третманот на тоа искривување. Докторке, двајца гледачи очекуваат вклучување во денешната емисија, да ги слушнеме нивните прашања. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Јас се надевам дека ќе успееме успешно да се вклучиме. Еве уште една шанса за првиот гледач. Добар ден. Јас сум втора или прва? Се едно ве слушаме, повелете. Во ред. Вака, имав проблеми со колкот, не волеше колкот. Така. Само ќе ве замолам да го следите разговорот преку слушалката. Во ред. Значи, имав проблеми со колкот, имав болки во колкот, меѓутоа кога отидов на преглед и кога ме снима, ми рекоа дека не е во прашање колкот, туку рбетот. Значи, сум имала проблем со рбетот. И ми препорачаа да пијам колаген 3 месеци и да идам на физикална терапија. И сето тоа јас го направив, значи пиев колагени 3 месеци, си одев на физикална терапија, 10 терапии направив. И имав мало подобрување, не можам да кажам дека не, ама се уште ме боли колкот, се уште, значи, мене ме интересира дали и колкав ефект има ова пиење колаген и таа физикална терапија, пошто ми рекоа дека оперативно не е. Значи, единствен начин е пиење колаген и одење на физикална терапија. Која ви е диагнозата? Дали имате конкретна диагноза? Знаете за каков проблем со рбетот станува збор? Па не знам, сега треба да барам документи да читам. Но не било тоа клучно за да добиете одговор. Еве сега повтори докторката, ви благодарам за вклучувањето. Само нешто ме интересира само дали доколку има ефект тоа физикалната терапија треба да ја повторувам на секој 6 месеци или еднаш е доволно и толку. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете. Значи вака, ова е, како да кажам, најстандардната слика на пациентите што доаѓаат со проблем со рбетен столб. Како може рбетниот столб да создава болка во колкот? Тоа е тоа. Значи, пред да одговорам, малку вовед ке дадам. Значи, рбетниот столб се состои од пршлени, кои што се меѓу себе поврзани со дискуси, тоа се тие меки перничиња, чија што цел е да ги амортизираат стресовите што ги трпи рбетот, со зглобчиња, пршлените се исто така и со зглобчиња поврзани. Меѓутоа, во рбетниот столб се наоѓа рбетниот мозок, а од рбетниот мозок излегуваат периферните нерви кои што даваат инервација за горните и долните екстремитети. И сега, ако имате дискус во половината, дискус хернија, кој што притиска на коренот, на нервот, кој што дава инервација на тој дел кај што е колкот, вам ви е болката во колкот. Меѓутоа, кога ќе каже пациентот ме боли колкот, јас како ортопед прво прашувам, покажете ми каде. Каде боли колкот? Прво кажете ми, докторке. Колкот боли во препона, во ципата. Само во тој дел? Во тој дел. А надворешно доколку чувствуваме? Тоа е веќе рбет. Тоа е рбет. Тоа е, Ова е добро да се знае. Најчесто, нели, секогаш има исклучоци, има и проблеми на колкот што може тука да се дадат, меѓутоа тоа е вака генерално, да речем. И тоа е причината зошто треба на време да се третира деформитетот на рбетниот столб, за да не се случи ова.
за да пациентите немаат понатаму проблеми во вид на болки и така натаму. Инаку во конкретниот случај, она што праша гледачката, значи тоа што земате колаген не ви штети, меѓутоа и нема особено да ви помогне во оваа ситуација. Не ви штети од причина што колагенот представува состојка која што се наоѓа во сврзното ткиво секаде. Значи ќе имате помеѓу останатото и поубава кожа и така натаму. Значи тоа е окей да се зема колагенот, нема проблем. Физикалната терапија има за цел, кога имате болка со различни процедури кои што таа ги употребува, да ви се намали отокот на структурите кои што се притиснати во конкретниот момент и на тој начин да ви се намали болката. И со тоа ќе ја решите, да речеме, таа епизода. Меѓутоа, за да не се случи повторно, прво треба да се знае за што точно станува збор. Дали има дискус хернија, дали има некаков друг проблем со арбетниот столб. Меѓутоа, што и да има, она што секако ќе помогне на пациентката. Прво, да има оптимална килажа, значи да редуцира тежина доколку е тоа потребно. И второ, да има редовна физичка активност. Активност која што значи вежби за стомак, за долен стомак, за горен стомак, вежби за струк, вежби за грб, да создаде мускулен појас кој што ќе го потпира арбетот за да нема притисок на тие корени кај што притиска дискусот или да тоа биде поредуцирано и поретко. Овие вежби е основно да се прават редовно. И ефектот не се чувствува веднаш. Значи ќе вежбате 2-3 месеци, па дури потоа ќе почувствувате дека малку тонусот ви се враќа и дека држењето на телото ви е поразлично. Значи нема инстант терапија тука. Меѓутоа, она што е важно е да се прават, значи, редовно и да се прават без форсирање. Вежбите што се прават за мускулите кои што го потпираат орбетниот столб и што се прават за јакнење на стомашниот зид, апсолутно не смеат да предизвикуваат болка во орбетот. Или вака по сликовито да кажем. Например, ако сте легнати на под и го подигате горниот дел од телото, за да го зајакнете стомакот, и чувствувате дека веќе реагира орбетот, значи дека треба да се подвратите. Па по 2 или 3 месеци ќе се исправите толку колку што треба. Меѓутоа не треба да се форсира. Значи постепено. Постепено, без болка. Да си го слушаме, телото. Апсолутно да си го чувствуваме и слушаме телото. Уште еден гледач ке вклучиме. Да. Добар ден за него. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до Телма амбуланта и до докторката. Благодарам. Благодарам. Јас сум човек стар 75 години. Уши мало дете на 8 години сум пасал говеда, сум јавал магариња. После на 12 години сум јавал коњ. И ден денеска, на 75 години, јас само двете раци да ги допрм на коњот. Ама коњот и магариња сум јавал без седло. Само двете раци и допрам, ја директно рипам горе на такова уопште на стомак да не се. И на мои 15 години јас сум имал стомасни мускули исто као на желка кората од озгора. Така ми се знаеа мускулите мои до 45 години. Родител, ако сака да му биде здраво детето, само уште 8 години да почне на магарија, 12 години на коњ. И тоа се без седло. Предпоставам дека вие се уште немате никакви проблеми со рбетот, дека па за тоа викам сега така физичката активност си го прави своето. Ви благодарам што се вклучивте и што го споделивте вашето искуство. Господинот еве на 75 години со физичка активност и уште е мобилен. Така е. Ово појаснува колку е важно. Да. Еве имам уште еден гледач, пред да го поставам следното прашање, ќе му дадеме предност. Добар ден. Ало? Повелете. Добар ден. Ве слушаме во програма сте. Видите, јас сум прво ве поздравувам вас и докторката. Сега јас сум малце по години. Зашто кога одам и ќе заборавам и мускулите ги вовлекувам навнатре во стомакот. Кој се и ме влечат вака на... Значи,
ме тере на грбување. Ама го ќе обрнам внимание и ќе се исправам добро, пак заборавам. Така. И така, а јас тоа го приметив уште на своји 22-3 години, кога бев на занат, механичар, ме разбирате? И стега со штафови, и кога стегав, мускулите сум ги истеленирам фактички навнатре кога ще запнам. Така. И сега ми смета некако, а не така, сум... сега ви пречи. Ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Што можете да кажете во однос на ова? Еве, тоа е тоа што велиме, дека со старењето луѓето се подгрбавуваат, стомакот оди на надвор и затоа он има потреба да го стегне за да завземе подобра положба на телото. Меѓутоа, редовното вежбање го одложува тој процес или го ублажува тој процес. И сега, веројатно, некој ќе рече, па што очекуваш да вежбаат луѓе после 70 години, нели, не знам. Што советувате на таа возраст? Значи, бидејќи во некои земји баш имав пред некоја емисија гостен кардиолог кој што објаснуваше дека во Америка, ако не се лажам, после 80-та година, доколку се пациентите сосема здрави, им се советува да вежбаат бодибилдинг со ниска тежина. Тоа кај нас мислам дека тешко би прошло, но еве што вие советувате кај лица над 70 години кои што се здрави, што да вежбаат за да им се подобри пред се мускулната маса? Редовно движење, барем половина час на ден пешачење. Тоа може да си го дозволат. Тоа е за да ги активираат нозете доволно и да ја подобрат циркулацијата. Она што значи вежба од половина нагоре, што велам јас, може да бидат склекови на врата или на зид. Значи да се подпрат. И прави склек на дена под стоејки, за да не му биде напорно, а сепак да ги одржува мускулите, тонусот на мускулите. Може да возат точак во легната положба за да го активираат стомакот малку. Значи да легнат да ги кренат нозете како да возат велосипед. Да. Значи има вежби кои што се адаптирани. Има вежби тајчи, например. Не е многу напорна активност, а активира она што е битно за добро држење на тело. Таму има спори, бавни движења. Точно така, нема големо оптоварување, ама континуираното репетирање на движењата ви ги јакне мускулите. Јога, исто така. Тоа не е нешто што е пренапорно, а сепак ви овозможува добро одржување на тонусот на мускулите, пливање, апсолутно. Значи, тоа се некои активности. Треба да се адаптира активноста на возраста и конкретната здравствена состојба на човекот. Меѓутоа, не е невозможна активноста. Значи, има луѓе кои што се да речеме, во институции, кои што немаат можност сами да се движат некаде на отворено, кои што шпартаат по терасите, наваму, натаму, меѓутоа се движи. И тоа е основно. Она што е најбитно, кога ќе прекине движењето, кога ќе сопре движењето, ние имаме карта во еден правец, неповратна. Затоа што тоа ни е важно за се, за целиот организам. За целокупното здравје. Така е. Не зборувам само за остеоартикуларниот систем и за рбетот и за телото и зглобовите и така. Зборувам за мозок, за срце, за се. Да вклучиме уште еден гледач. Ајде да го слушнеме прашањето. Добар ден. Добар ден. Повелете. Добар ден. Дали јас сум на линија? Да, ве слушаме во програма, сте, повелете. Бе болам ме интересира за ќерката да прашам сакам. Така? Она има 34 години, има и роденост, дури сега приметив за време бременоста дека има сколиоза и тоа оваа сколиоза што ја покажавте на сликата не е ништо во споредба со незината сколиоза. Толку многу ме слушате? Да, ве слушаме. Значи има големо искривување има што често ја боли и глава и викам тоа од кога почнала компјутериве младиве по цела ноќ на компјутери, викам се искриви. Не е точно.
И знаете младите какви понивно сакаат, не сакаат родител да слушаат и тоа е. Ме интересира што ќе каже дали треба некој Што може сега да се направи? Така, што може дали некој треба некој помагало да се исправи барем тоа, бар малце да се увлажи, да не е толку голема сколиоза тоа. Ви благодарам за вклучувањето. Повелете, докторке. Значи, стандардната сколиоза, која што се јавува во период на интензивен раст, доведува до деформитет и тој деформитет можете да го коригирате, стабилизирате или подобрите со носење на соодветни помагала, односно корсети. Меѓутоа станува збор за дете кое што се уште расте. Веќе кога е растот завршен, а ќерката на господјата е веќе и мајка, тука повторно се враќаме на почетокот, она што го од самиот почеток на емисијата што го зборуваме. Тука помага мускулен појас. Значи редовно вежбање и активност. Кои што повторно ќе кажам, немаат моментен ефект. Нема ефектот да се почувствува веднаш. Меѓутоа, едино тоа може да спречи понатамошно напредување на проблемите кои што ги чувствува таа млада жена. Бидејќи со текот на годините, со продолжување на седентарен начин на живење, евентуално качување на телесна тежина и така натаму, проблемите само ќе се зголемуваат. А добрата активност и добриот тонус на мускулите ќе го одложи тоа. А зошто ваквите проблеми може да се коригираат само до завршувањето на растот? После тоа само со оперативни методи. Меѓутоа треба да има индикација за тоа. Затоа што веќе не расте. Така. Ајде да слушнеме уште едно прашање од гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ве молам поздрав пред се до Телма амбуланта. Благодарам. Јас сум на возраст некаде околу 70 години. Ќе бидам кратка, некои кардиолошки проблеми со години веќе ги имам, редовна терапија кардиолошка и така натаму со повисок крвен притисок, кој успевам да го регулирам и така натаму. Меѓутоа, еве конкретно, вратниот дел, тивот претезно, со благи или посилни движења, како да дефинирам? Осеќам некакви крцкања, кои се движат некаде и напред, ви го запаќаат и градниот кош, ушите, и главата и така натаму. На што се должи се ова? Ви благодарам за вашето прашање во денешната Телма амбуланта. Повелете, доктор. Веројатно на спондилозни промени на вратниот хрбет и притисок на нервите кои што одат кон тилот, напред, кон грбот и така натаму. Крцкањата се од аспект на пациентот страшниот и мисли дека нешто страшно се случува, меѓутоа не е толку страшен проблем крцкањето, бидејќи тогаш се истегаат лигаментарните структури, мускулите и така натаму. Поважно е со редовни вежби да ја одржува добрата подвижност на вратот, да спие на анатомска перница и да се направи рентгенска снимка на вратот да видиме зашто точно станува збор. Пошто сепак возраста носи можности за други причини. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Поздрав до емисијата и до вас, почитувани дами. Благодарам. Сакала нешто да прашам во врска со кирката. Таа ми е новородка, меѓутоа поради инвитро третмани во изминатите години, повеќе пати, качи килажа од 20 килограми. Второ, спондилоза и сега господјата докторка би ја прашала дали има некој третман што може да ги намали килограмите во време на доење и затоа што нели прво го ставаме бебето, треба да се најаде. Така. Дали може да се исконтролира рбетот, затоа што има потешкоти со вратниот дел. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Предпоставам дека ова е еден голем предизвик. Трудница што дои, покачена жена која што имала разни хормонски стимулации и така натаму, значи тежината мора да се регулира со правилна исхрана, без оглед на доењето. Значи, за бебето ќе има доволно млеко, иако се земаат оние продукти кои што се здрави и препорачани, во количина која што е нормална.
Значи, јас знам дека доењето некогаш знае да го зголеми апетитот, меѓутоа тука треба одредена контрола, можеби почесто помали оброци и така натаму. Меѓутоа, во однос на тежината тоа е клучно. Секако со стабилизацијата на хормонските бури сега што се случуваат нели во периодот на доењето, тоа ќе дојде и спонтано понатаму побрзо губење на килограмите. Тоа е значи една работа, апсолутно водење сметка каква е исхраната на таа млада жена. Второ, бебето се надевам колку и да е мало, веќе сме пролет, бебето ќе си го стави во количка и ќе излезе на прошетка и ќе се шета 1 сат или не знам колку, бебето ќе си спие фино надвор, таа ќе има ако се разбуди бидејќи цица, може да цица секаде. Таа ќе има одредено движење, ќе има малку, ќе излезе од оној, како се вели, зачаран круг на активностите на млада мајка, особено во почетокот, и полека ќе си дојдат работите на место. Значи, првата пригода кога она ќе може да вежба, кога ќе биде дозволено да вежба, не знам какво било породувањето, нели, и така натаму, ќе почне полека со лесни вежби и ќе си дојдат работите на место. И моето последно прашање за денеска, оние кои што имаат некаков деформитет на ребетот како возрастни, имаат ли поголема шанса да страдат од дискус хернија или од некој таков тип на болести? Апсолутно да. Впрочем, и првата гледачка што се јави беше пример за тоа, дека ете, има проблем некаков со ребетот, најверојатно е некоја дискус хернија. Дискус хернијата е нешто што се јавува со возраста, меѓутоа е секако почеста кај особите кои што имаат проблем со ребетниот столб, односно искривеноста на ребетниот столб создава можност за побрз развиток на дискус хернија заради нееднаквото оптоварување на ребетот, поради деформитетот. И да заклучиме денеска дека всушност главна превенција од деформитети на ребетот се вежбањето и движењето. Точно така. Јас кога ја гледав сношти најавата за емисијата, велам токму најавата ќе биде и заклучок на емисијата, дека вежбањето е клучно за здрав рбетен столб и за што помалку проблеми од рбетниот столб. Ви благодарам за вашето гостување во студиото на Телма, што одвоивте време да дојдете до Телма и да ни ги разјасните сите овие работи. Бројни совети, препораки добивме и се сведувано на клучното да бидеме физички активни и вистински да се грижиме за нашето здравје, бидејќи и исхраната споменавте и таа е многу важна. Апсолутно. Благодарам. Почитувани, го закружуваме тука денешното издание на Телма Амбуланта. Ви благодарам што не следевте и денеска. Се гледаме секој работен ден на Телма. Пријатно.